Со цел подобрување на условите за лицата со попреченост, денеска се одржа обука за инклузија во библиотечната дејност во Штип. Библиотекари, директори, наставници и образовни асистенти разговараа за унапредувањето на комуникацијата и пристапот до услугите за овие лица. Целта е да се обезбеди еднаков пристап до информации, култура и знаења за сите. Директорката на библиотеката Гоце Делчев Штип Ивана Бичовска истакна дека интересот за обуката е голем. Од библиотеката пак Свети Климент Охридски од Скопје нагласуваат дека инклузијата мора да биде дел од секојдневното функционирање, при што веќе се реализираат активности како снимање аудиокниги. Овој настан инклузија, предизвик или мотиватор во библиотечната дејност е посветен за обучување на библиотекарите при работа со лица со попреченост, односно за подобрување на нивната комуникација и работата со лицата со попреченост. Нашата цел е да овозможиме еднакви можности за сите граѓани, односно секој граѓанин да има еднаков пристап до информациите, културата и знаењето. Особено не радува тоа што е присуството, интересот за присуството на оваа обука е голем. Присутни се библиотекари, директори од националните и локалните библиотеки во Македонија, како и образовни асистенти, наставници од основните училишта во Штип и градинките. Професорите од лицеместо на настанот за медиумите велат дека обуките се од големо значење, за да сите знаат како да се справуваат и да пружат можности за овие граѓани. Во споредба со останатите држави, инклузивноста во Македонија велат е на ниско ниво. Тоа се лица кои што се секојдневно меѓу нас и кои што за жал пробуваме се уште како држава да ги инкорпорираме во целото општество, во сите процеси, да не се почувствуваат во ниеден процес отрнати на страна. Во рамките на библиотеката функционира и аудиотонско студио во кое што се снимаат аудиокнигите. Тука имаме супер соработка со Центарот за слепи и слабовидни лица на Република Македонија. Исто и во самата библиотека имаме оделение за слепи и слабовидни лица кое што функционира повеќе од 10 години и мислам дека имаме супер соработка и во неколку наврати ги праќаме на работилници. Мислам дека библиотекарите се доволно образовани да разберат потребата на тие лица со попречености и во секоја смисла излегуваат во престрет максимум што може. Разбирањето тргнува пред се од запознавањето на тие деца. Значи, јас многу често кажувам, не ја гледајте попреченоста, гледајте го детето. Значи, намалување на стравот од некој неуспех во работата со нив, намалување на предрасудите што се имаат и се разбира континуирани едукации на вработените, на кадарот, како што кажа колегата. Сето тоа чекор по чекор води кон запознавање на тие дечиња, а со самото тоа и доближување на установи на библиотеките во случајот за тие деца. Инклузивноста е на многу ниско ниво, можам да кажам. Во споредба со западните држави, тоа што јас ќе го презентирам денеска е еден пример за тоа како работат во западните држави, како е овде кај нас. Ова е нешто прв пат што се случува. Да зборувам како музиката е еден мост со библиотеките и со инклузијата на лица со посебни потреби. Инаку целта на овие обуки е подобра комуникација со лицата со попречености, а истата се очекува да донесе резултати во секојдневното функционирање на библиотеките.